civilmedia.mk. Добре дојдовте во најновата епизода на Кратки нозе. Заедно со вас разоткриваме дезинформации со цврсти факти и аргументи. Во ова издание разоткриваме дезинформации на Христијан Мицкоски, Антонио Милошовски и ВМРО ДПМН за падот на романската влада. Ке ви откриеме и дезинформации за палење на учебници во Прилеп, како и за наводна неповрзаност на кандидатката за скопски градоначалник Ана Петровска со гасоводот што поминува низ парк шумата Водно. Тргнуваме веднаш. Председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски и пратеникот Антонио Милошовски излегоа со тврдење дека владата во Романија паднала поради пожар во модуларна болница, барајќи истото да се случи и со македонската влада по пожарот во модуларната болница во Тетово. Во Романија пред 5 дена се случи пожар во болница со загубени 5 човечки животи. Во Македонија пред 1 месец изгоре модуларната болница во Тетово, но во Романија падна целата влада. Например, во Романија, земја членка на Европската Унија, кога горе болница, паѓа влада, поднесуваат оставки. Ова тврдење на Мицкоски и Милошовски со денови беше повторувано и од други говорници и соопштенија од ВМРО ДПМН. Но тоа тврдење, според повеќе светски агенции, не е точно. Associated Press на 5 октомври 2021 извести дека падот на романската влада е дел од политичката криза што започна пред 1 месец кога премиерот Циту го отпушти министерот за правда Стелијан Јон од УСР Плюс поради непотпишување на програма за регионален развој. Партијата УСР Плюс го нарече потегот навредливо од повикување и ја напушти владината коалиција од 3 партии. И во други извештаи од светски агенции не се спомнува дека владата во Романија паѓа поради пожарот во ковид болницата. Освен програмата, како причини се наведуваат и критичната ситуација со пандемијата, а и несогласување околу реформите во правосудството. За жал, ова не е прв пат ВМРО ДПМН да бидат забележани како извор на дезинформации. Таквото поведение беше нотирано и во извештај за потребите на Европскиот парламент во 2020 година, а партијата неколку пати беше демантирана од странски амбасади и влади. Политичката битка не треба да се води на ваков начин, со дезинформации и злоупотреба на трагедии за политички поени. За жал, тоа често се случува пред избори. Затоа, граѓаните треба да внимаваат и добро да ги проверуваат информациите. Фејсбук страницата Скандал на 8 октомври објави видео во кое се тврди дека лудата власт во Македонија на чело со Мила Царовска и Заев фрла учебници во трактор и потоа ги носи на депонија. Ова видео потоа беше објавено од порталите Курир и Нетпрес, но со наслови кои тврдат дека власта пали и гори книги во Прилеп. Власта пали учебници во Прилеп е насловот на текстот што го објави Курир, додека пак Нетпрес објави содржина со наслов Скандал во Прилеп, вчера гореа книги. Но во видеото што го видовме, не се гледаат ни запалени книги, ниту пак кој ги фрла книгите во приколка, ниту депонија, ниту дали тоа го прави представник на власта. Сепак, овие дезинформации потоа се слушнаа и во говор на лидерот на ВМРО ДПМН Мицкоски на партиски предизборен митинг. И морам да ги прокоментирам вчерашните снимки на кои се гледа како со тракторска приколка се носат книги во депонија за палење. Секаде во светот книгите се купуваат бидејќи се вредност. Само кај нас Заев и Царовска ги палат. И Мицкоски тврди дека се палат книги, иако тоа не се гледа во видеото. Очигледно е дека некој сака да ја запали јавноста со дезинформации што се шират како дел од исполитизираната дискусија за дигитализација на учебниците во образованието. Најдобар начин за гаснење на вакви пожари е граѓаните да останат со студени глави и да не ги прифаќаат овие невистини кои доаѓаат од извори кои што често ги дезинформираат граѓаните.
Ана Петровска, кандидатка на Зелен Хуман град за градоначалник на Скопје, на 10 октомври пред новинарите рече дека нема никаква врска со гасоводот кој поминува низ водно. Што се однесува до гасовод, јас немам никаква допирна точка со гасоводот. Тој проект го водеше во тој период додека јас бев државен секретар, господинот Јани Макредоли. Но ова тврдење не е точно, посочува Жарко Трајановски во неговата детална анализа за Цивил медија. Имено Петровска во 2011 година била ангажирана како еден од експертите за изработка на студија за оцена на влијанието врз животната средина на проектот Национален гасификационен систем во Република Македонија, делница 5, Скопје Гостивар Кичево, достапна на вебот на општина Кисела Вода, а во која се заклучува дека тој нема да има значајно влијание на животната средина. Од ова произлегува дека изјавата на Петровска "Јас немам никаква допирна точка со гасоводот" не ја поминува проверката на фактите, затоа што таа е наведена како соработник во студијата за оцена на влијанието врз животната средина на гасоводот кој поминува низ водно. Можеме само да се надеваме дека ова ќе биде добра лекција за сите кандидати на изборите, кои јавно се залагаат за едно, а во реалноста правеле друго. Ако ништо друго, граѓаните заслужуваат од оние што ги плаќаат со години, барем да слушнат малку искреност и вистина. Тоа беше се што ви подготвивме за овие кратки нозе. Слободно испраќајте содржини за кои што сметате дека се дезинформации. Заедно со вас ќе ја бараме вистината. Се гледаме наскоро. Останете со Цивил медија.